До година ќе почне реновирањето на 3 делници од железничкиот коридор 10. За делниците Табановце, Куманово, Ногаевци, Неготино и Миравци, Смоквица, владата обезбеди заем од 17,6 милиони евра преку Европската банка за обнова и развој. Од прилика 7-8% од вкупната железничка пруга низ Македонија ќе биде реновирана со овие 17,6 милиони евра кои што ги обезбеди ЕБРД. Се добиваат по исклучително поволни услови, значи рокот за отплата на заемот е 15 години, со вклучен грейс период од 3 години. Каматната стапка на истиот е Еурибор зголемен за 1% на годишно ниво, што во превод би значило сега каматна стапка од 2,1%. Реконструкцијата на трите делници ќе трае до 2013 година и представува прва инвестиција во македонските пруги во последниве 50 години. Според пресметките, железничкиот дел на коридорот 10 за 3 години ќе овозможува многу подобар проток на стока и патници. Брзината на возовите пак ќе се зголеми двојно, од сегашните 50 на 100 км на час. Покрај овие пари за коридорот 10, представниците на Европската банка за обнова и развој разговарале со македонските владини представници за финансиска поддршка за изработка на физибилити студија за довршување на железничкиот дел од коридорот 8 кон Бугарија. This will be the EBRD's first loan to the railway sector in Macedonia and our 6th transport project in the sector. It brings our total lending to date in the transport sector to 140 million euros. Currently preparing a further loan of 100 million euros to the road sector in Macedonia for upgrading of Corridor 10, alongside the European Investment Bank and also the European Union. Со ЕБОР се водат преговори за поволни заеми со кои во иднина освен во пругите ќе се инвестира и во нови вагони и локомотиви за македонските железници. Представници на Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка денеска и вчера најавија дека и натаму ќе финансираат проекти во Македонија. Се споменува бројка од 60 на инфраструктурни проекти.